Регулаторната комисија за енергетика од 1 јануари наредната година ќе биде надлежна за утврдувањето на цената и тарифите на водните услуги на јавните комунални предпријатија и водостопанствата кои се производители на сурова вода во општините со над 10.000 жители. Тарифата ќе треба да им ги покрива оперативните трошоци, амортизацијата и да им овозможи правилно насочување на сите средства во подобрување на инфраструктурата со крајна цел подобрување на квалитетот на услугите кои ги нудат на потрошувачите, како и достапни цени за сите потрошувачи на водата за пиење, изјави претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров. Анализите се во тек и се уште не се знае дали ќе има промена на цената на водата за пиење со носењето на новите правила. Во законот е дефинирана граница, значи за компаниите кои што се даватели на услугите кај региони над 10.000 еквивалент жители ќе добијат тарифи од 1.1.2018 и водостопанствата кои што се производители на сурова вода, а помалите испод 10.000 еквивалент жители за 2019 1.1. Ние утврдуваме граница во која што може да донесат одлука јавните комунални предпријатија во рамките на советите на општините и на градоначалникот. Границата се утврдува врз основа на прагот на достапност на цените за домаќинствата на регионот кај што се даватели на услуги. Имаме директна соработка и прва компанија која што ги доставува податоците и која што ќе работи кај нас на моделот за утврдување на тарифата за да можеме нешто потоа да покажеме е Водовод Скопје. Петров посочи дека ќе има тарифи за сурова вода, за вода за пиење, за собирање, одведување и за прочистување на отпадните води, кои ќе бидат составен дел на надоместокот што ќе го плаќаат граѓаните. Тој додаде дека за загубите на водата во системот ќе треба да се грижат менаџерите на водоснабдителните компании и нема да им се признае како трошок. На оваа тема се одржа јавната расправа на која се разгледуваа предлог правилникот и предлог методологијата за утврдување тарифи за водните услуги и сите засегнати може да достават забелешки и мислења. Треба да следи уште еден состанок на кој ќе може да се поднесат забелешки, а потоа правилникот и методологијата ќе бидат усвоени на седница на Регулативната комисија за енергетика.